Станува збор за инцидент на рударски капацитет, имале можност и обврска инспекторите да земат примероци веднаш, и тоа е согласно, мислам, член 26 став 2 од Законот за инспекцијски надзор во животната средина, значи во случај на вакви хаварии. Зошто не земале, тоа ќе утврдат истражните органи, меѓутоа требале да земат дента. Јас колку што имам сознание и она што го слушнав од медиумите, дека Булма го пријавил на време инцидентот, значи стабајлето 6,5-7 часот веќе алармирале дека има инцидент, а инспекторите согласно решението, односно нивниот записник, гледаме дека на 14, напишале вторија, всушност е 3 2025 година, во 16:30, 16:20 часот. Што значи дека биле многу касно на лице место. И прашање е зошто толку касно, бидејќи биле информирани многу побрзо, каде да биле на било која точка во државата, за 2 часа се стигнува на било кое место. Државниот инспекторат за животна средина е задолжен, надлежен со закон да зема мустри кога веќе бил повикан на местото на инцидентот. Меѓутоа не земал мустри, ако стигнал дури во 14 часот, во 16 часот. 16:20. Да, 16. А реката тече, не стои. Така што еве овие мустри што се земени наводно од 6 точки, после колку денови се земени. Секако дека нема да го има истото ниво на цианид како што го имало во моментот на инцидентот и на хаваријата. Штета што нема тука представници од институциите, а Зелен хуман град е блокиран од нивна страна, од страна на Државниот инспекторат на Facebook, па самото ова е работење спротивно на законите, бидејќи ова не се приватни профили, ова се и јавни профили на јавни институции кои се платени со наши пари и кои имаат должност да ни ги дадат информациите навремено и без прикривање.